Почитувани млади Велешани, почитувани сограѓани, представници на медиумите. Символика е што локалниот клуб на Социјалдемократската младина од Велес е организирала пресконференција на денот на шегата и лагата на 1 април. На денот на 10 годишна лага, со која власта ги лажа граѓаните, но не само на овој ден, туку секој ден од секоја година од нивното владење. Од лажење ги изгубија и силата да се соочат со нас. Ги нема веќе никаде. Еве, не се појавија ниту пред 3 дена на дебатата младински избори и муавети во организација на Националниот младински совет на Македонија, затоа што со ништо повеќе не можат да ги оправдаат своите лаги. За разлика од нив, ние, младите од СДСМ, имаме сила да споделиме информации со вас, информации кои говорат за се, за нас и за нив. За надевам ги видовте последните фотографии како глупци и стаорци шетаат по студентските домови Стив Наумов и Пелагонија во Скопје. И не само таму. Таму каде што се младите, таму владее пустелија. Тоа се нивните проекти за младите. Нека ни посочат барем еден проект со кој се гордее некој млад човек во Македонија. За жал, нема таков проект. Нивните проекти уништуваат, а не градат. Тоа се делото што ги остави владата на ВМРО-ДПМН, не само за младите во оваа држава, туку за сите граѓани на државата. Што оставија за нас младите? За нашите пријатели, колеги, соученици. Оставија отчет кој говори само за покиснати кровови, реципани лифтови, срушени плафони, влага, мувла, глупци и стаорци. Оставија и младинска невработеност од над 52% според податоците на Светска банка, руинирани студентски домови, стресно екстерно тестирање и млади кои масовно се ислуваат од Република Македонија. 75% од младите се гледаат себе си надвор од Македонија, според истражувањето на невладината организација Реактор. Тесните бродски кабини станат секојдневие за десетици илјади млади граѓани на Република Македонија, а не нивните домови. Затоа денес сме тука да зборуваме за младински политики, за решенија кои системски ќе ги решаваат проблемите на младите преку за презентација на дел од планираните проекти. Младинска гаранција како можност за дообразување или вработување. Нови студентски кампуси и студентски домови, отворање на бизнес центри за вработување на млади, односно бизнес инкубатори, воведување на студентска платежна картичка, бесплатен јавен транспорт за сите невработени млади лица до 29 годишна возраст. Отворање на младински спортски школи и изградба на скейт паркови и велосипедски патеки. Укинување на екстерното тестирање веднаш откако СДСМ ќе ја добие одговорност од граѓаните да ја води државата. Како и многу други проекти кои се дел од програмата на Социјалдемократскиот сојуз за младите. Проекти кои ќе ги задржат младите да останат за својата тетковина и ќе им обезбедат пристоен живот. Младите можат, младите заслужуваат повеќе, младите ќе успеат. Ви благодарам на вниманието.